Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вчера имавме можност, јас и вие, да проследиме интервју со госпожа Тавита Лебовиќ, со која што зборувавме главно за чудни и невообичаени настани на светско ниво, а вечерва сакам да зборуваме за чудни и невообичаени работи на ниво на Македонија. За таа цел, мој и ваш гостин вечерва е порнешниот началник во МВР, господинот Драган Несторовски. Драги Несторовски, се извинувам. Мило ме, да, Драги Несторовски. Добра вечер. Добра вечер и за вас, добра вечер и за гледачите и благодарам што ќе бидат со нас во емисијата. Се разбира. Многу чудни работи, велам, се случуваат во земјава. Едно безобразие, ако можам така да кажам, направи амбасадорот на Бугарија, кој што одби да го прими демаршот, односно протестната нота од страна на Македонија, поради оно што случуваше во Софија, веќе знаете и самите. Како е тоа возможно, мене не ми е јасно, но добро. Во меѓувреме, претседателката конечно го комплетираше Советот за безбедност, тоа е веќе добро. Излегуваат нови и нови работи што треба да се за кои што треба да се разговара, меѓутоа веројатно број 1 тема во Македонија се уште е така наречениот случај Кармзов, односно случајот на даночно затајување кој што може би води до семејството Заеви. Дали ќе покаже истрагата дека тоа е така, навистина ќе видиме со текот на времето. Она што е важно и што го каже и председателот на владата Христијан Мицкоски е дека овој случај на епски криминал, како што рече, е само почеток. Истрагата допрва ќе се развива, меѓутоа заедно со незе ќе одат истраги за еден куп други случаи кои што практично влегуваат во фолдерот организиран криминал. Господин Драги Несторовски е понешен началник во МВР кој што во својата долга кариера, долгодеценинска, се занимавал токму со тоа, со организиран криминал, меѓу другото со форензика, исто така, и човек кој што навистина многу знае како функционира организираниот криминал и крајот на криштата како една држава може да се бори со него. Сега, случајот Крмзов, тоа што го знаеме, се разбира медиумски покриено е од прилика дека се вршеле даночни затајувања, се спомнуваа некакви диаманти, се спомнуваа пари во кеш, се спомнува 8 милиони евра префрлени од Евростандард банка на сметки во Турција. Евростандард банка е онаа банка која, ако некој заборавил, што пропадна на Трифун Костовски, за која што тој постојано зборува дека практично намерно му била уништена, и истрагата се шири на повеќе струмички компании кои што на еден или друг начин се дел од шемата на господинот Ристо Кармзов. Што би можеле вака за почеток да ни објасните вие со оглед на фактот, барем како што шпекулираат дел од медиумите, во целата приказна се замешани веројатно, во најмала рака знаеле што се случува Царинската управа, УЈП и така натаму и така натаму. Па би било чудно и да не знаат овие институции што се случувало со случајот Камзов, затоа што и царината е таа која врши контрола и преглед при влез и излез на роба во нашата држава. УЈП е институција која се што влегува и излегува во парични средства треба да ги прати и да ги следи. Така да јас не верувам дека тој сам нешто направил или сам можел да направи ако немал соработка со овие две-три институции, односно и со одредени политички лица кои биле и се можда се уште на врвот во државата. Мене ми е чудно што нити УЈП, нити царина не презеле никакви активности до сега, него тоа го оставаат од кој ќе се смени власта некој друг да го преземе, што е многу лошо. Значи да некој му одговарало така, да видиме. Да, ама мора еднаш да се стави крај на тоа, затоа што ако некој биде осуден за такво нешто, следниот пат некој друг не би сакал да го рискира својот работен век или живот да ги помине во затвор. И јас не верувам дека се работи за 8 милиони или 9 милиони евра. Туку? Многу повеќе, дури ми е страф и да кажам колку е. Затоа што тоа е само еден сегмент, еден човек.
Ама рачунајте, октоподот има 8 краци, а секој крак има илјадници пипци. Ако сите тие се разотвијат, ја мислам дека ќе дојде преку 500 милиони евра. Тоа е веќе 8 милиони за секој нормален човек се страшни пари. 500 милиони се веќе 8 нешто милиони за незамислимо. нив не е многу. Толку пари сега се позајмивме, односно го донесовме законот за позајмување од Унгарија токму денеска за 500 милиони евра. Ја Како држава. мислам и повеќе ќе биде, зборам за 6-7 години, 9-10 можда како што работел и функционирал, бидејќи не бил сам, а морало да се пополнат и многу други работи, некои луѓе да бидат, да кажеме, подкупени за да може да ги работи тие работи. А уште е полошо, не дај Боже да и диамантите се овие крвави диаманти од афричкава земја, како се вика тие каде што е забрането да се извезува диамант. Тоа како оној филмот со Не, ама Леонардо тој Ди Каприо, денеска да. постои Сомалија или како се викаше, тоа го има наши луѓе не знам дали можат да ги извештачат, ама во Белгија има специјализирани да речам продавници или занечески продавници каде што можат да потврдат од тој диамант од каде. Ако е таму може да имаме и некој меѓународен проблем. Затоа што тоа е забранено. Се спомнуваат кога сме веќе кај меѓународното. Вие еве да кажам дека сте соработувале, односно сте биле дел од на истраги не на истраги. Претерано тој зборот, меѓутоа на студеле на учење, ако така можам да кажам со FBI. Да, Токму поврзани со случај америчката влада преку амбасадата америчка овде, владата после растурањето на социјалистичките држави, односно Берлинскиот зид, отвори школа во Будимпешта за обука на сите инспектори кои се бават со истраги во сите посткомунистички држави, меѓу кои и Македонија. Јас со една група од 15 души бевме заминати во Будимпешта, имаше од Албанија, Маđарска и Бугарија. Така по 4-5 држави, по 15 души таму имаме одредени обуки од професори од Квантико Вирџинија, универзитетот на FBI, овде во Македонија. Во Македонија, во Будимпешта. Добро, претпоставувам дека и тоа искуство и тоа како значило понатаму вашата кариера, меѓутоа зборот ми беше се спомнуваше и прекугранична соработка во смисол соработка со некакви фирми од Косово кои што најверојатно не ни постојат. Сега ова повторно е, мора да внимаваме, се разбира со изразите, бидејќи истрагата е во тек, официјалните лица не сакаат баш да зборуваат, се ова под тепик што се вели истраги на медиумите, меѓутоа се спомнува соработка со лица од Косово, со фирми кои што се очигледно фиктивни во целата приказна. Меѓутоа дали тоа го прави меѓународен овој криминал? Видите, јас бев и началник долго време на одделението за потраги Интерпол. Постои еден закон меѓународна правна помош. Значи, сите членки во Европска унија или овие што аплицираат, имаат подпишано некои договори дека треба да соработуваат и да си дават меѓународна правна помош. И како Косово би требало да каже дали тие фирми и она што нас ни треба или на истрагата што и треба кој податок. И тоа е веќе трае неколку години, не е тоа сега измислено, тоа е пред 30 години со самостојување на Македонија на овие закони ги има подпишани. На крајот на краиштата би требало Косово. Немаме лошо искуство со нив, ако сме реални, поврзано со овие нивни овака ликови што од време на време ги фаќаме тука, да, или не знам со оние двајца кои што се кријат на Косово за стравочниот за злостор на Смилковско езеро. Меѓутоа, за вакви прашања, претпоставам дека би биле кооперативни. Нема зошто да не. Видите сега, тоа е они се дел од Европа и ако било што не постапуваат, фактички нема да ги осуди само Македонија, ќе ги осуди и европските држави. Така да им се намалува рейтингот на своето функционирање како сакаат да бидат самостојна држава. И уште една работа поврзана со условно кажано случајот Крмзов, се вели дека и претходно во минатото имало истраги поврзани со семејството Крмзови за криминал, меѓутоа тие биле чувани во фиока. Тоа значи дека во целата приказна е замешано на некој начин јавното обвинителство. Видите, јас можам да ви кажам, само нема да спомнувам имиња, пошто сепак јас сум професионалец и не лише да кажувам одредени имиња, затоа што и нема потреба. Негде 2011-12 имаше сличен случај, каде што беа замешани одредени фактори од Струмишкиот крај, ама и од Скопје.
Пошто јас бев член на антикорупцијска комисија на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, ги разгледувавме тие податоци што ги имавме, но некој кажа дека не треба да се постапува понатака, затоа што имало некој повисок интерес, што партиски, што личен интерес на некој. 11-12. Ова веќе е интересно. Морам да признам, затоа што логиката вели дека овие лица се поврзани, ако е точно, со структури кои што се блиски со партија која што тогаш била во опозиција. А да го спречи тоа морал некој од власт. Од власт, па. Ова ќе им го оставиме на гледачите сами да заклучат каква е таа спрога. Со текот на годините се видува многу чудни политички соработки, коалиции кои што покажаа дека тие кои што владеат со парите во Македонија, тоа како знаат да се работуваат меѓу себе, без разлика. За нив нема партија, нема нација, нема партија. Токму така. И сега вие сте човек кој што, бидејќи навистина овој случај можеме да го шириме до безкрај, меѓутоа да им оставиме на истражните органи да ќе завршат својата работа, меѓутоа ме интересира нешто друго. Во приватен разговор, ако така смеам да кажам со вас, ми рековте дека овдека меѓу другото е проблем тоа што во Македонија не постои практично финансиска полиција. И тоа што УЈП самата нема механизми да разработува откривање на вакви случаи. Финансиска полиција постои. Него не постои систем УЈП да може да спроведе истрага. Финансовската полиција има право да ги контролира одливот на капиталот во банките, надвор од банките и така натака, ама не гледам колку го работа, затоа што тие работат по барање на некои од лидерите партиски или тие што ги постави. УЈП е институција и мора да знае дека се што влага и што излага мора некој да го потпише. А за да некој да го потпише, треба да одговара за тоа. Сега си сплаќани, како што слушав, поврат на ДДВ повеќе него што треба. Да. Значи некој некого лажа. Не може тој што е професионално ангажиран да не знае колку треба да се дадат на одредена фирма или предпријатие. Или тоа како знае, меѓутоа му одговара. Да, значи мора да има одговорност. Да речеме во Америка или во другите западни држави, јас пошто сум учел во Будимпешта, америчка школа, Министерството за финансии има своји служби, каде што водат истрага, поднесуваат кривични пријави и нормално соработуваат со обвинителот и судот. Кај нас ексклузивно право на кривична пријава има Министерството за внатрешни работи. Таму и царината има право да води истрага. Колку е тоа кај нас реално, објективно опција да се создаде? Бидејќи навистина ексклузивното право е на МВР, МВР можеби си ја врши и работата добро, меѓутоа тука се усложнува самиот процес, затоа што УЈП не е во состојба самата да го заврши својот дел од работата, ако така смеам да кажам. Па еве како сега примерот, без МВР не можеше нити претраг да се изврши, нити некои други разговори, затоа што МВР го има тоа право, тоа властување, тоа е со закон. Значи нешто треба да се менува или со закон, мора со закон, и нешто да се надогради во тие служби. Управата на царина, таа е под Министерство за финансии, УЈП е под Министерство за финансии. Значи нешто треба, а тие двете имаат потреба да функционираат онака малце, да не речам самостојно, али да имаат индивидуално преглед на некои работи. Ако е полицијата, не може да влезе во УЈП и да врши увид на книгите. Едино ако него побара обвинителот. Ама тој од УЈП знае што е направено, може сам да поведе постапка. Тоа ми беше зборот. Ама кај нас нема такво. Ако открие некој, па го даде до обвинителот треба да повика полицијата и заеднички да делуваат со овие две служби, три служби, колку ќе бидат ангажирани. Добро, бидејќи се спомнува дека можеби истрагата ќе дојде и до поранешната директорка на УЈП, Сања Лукареска, повторно, не навлегуваме во целата приказна, меѓутоа, колку е возможно во УЈП да се прават незаконски работи, без тоа хиерархиски да се движи до најгоре? Без лидерот на фирмата, односно одговорниот, нема теорија некој нешто да направи сам на своја рака. Друго е ако се збори за 100 евра, за 10.000, 5.000... Са ситни краци. За ситни, таа нема да гледа сигурно директор. Ама кој се зборува за милиони евра, тоа е голема сума на пари, мора да знае врвот горе. Јас
не можам да замислам дека 8-10 милиони отишле без никој да од директорите на УЈП не приметил дека потпишал нешто што не треба. Не е поемливо за мене. И уште една информација излезе дека доказен материјал е изваден во вредност, како да кажам, во тежина, во големина од 2 камиони. Тоа е роба. Колку материјал е тоа? 2 камиони материјал. Па се зависи од камионот, ама има 5 страшно тони, 10 многу. тони, па ново е. А што доказан материјал, се не знам, дали е тоа предмети, дали се тоа папирологија нека, не знам, не кажам, мислам, али 2 камиони многу. Неверојатно нешто. Како и да е, ќе оставиме истрагата да покаже понатаму дали има навистина поголема спрега во работата во целиот случај, иако повеќе од јасно е дека тука нешто навистина смрди, особено што лично премиерот вели дека ова е само почетна фаза, допрва ќе се шири, допрва ќе се растегнува и ќе одат све нови случаи и можеби ќе испадне дека се во право за она што го тврдеа во времето кога беа опозиција, дека во Македонија се случува криминалот несватливи размери, во кој што очигледно, ако се докаже, учествувале лица од највисокиот врв на државата. Всушност, може ли господин Несторски да има организиран криминал без учество на врвот на државата, ако така спрем да кажам? Луѓе од највисоки степени. Прво, дефиниција за организиран криминал, едно време, кога се формираше оној закон за организиран криминал, тврдаме дека без врвот нема да има организиран криминал, па после се доведе дека организиран криминал може да бидат повеќе од двајца кои ќе се договорат да извршат некој кривично дело. Добро, ма сега тоа е симплифицирање, да. Разликата меѓу нашето и да речем Риго закон се вика во Америка и оние негде тоа е организиран криминал, негде одамна им е пиша, негде 80-тите години прв пат почнуваат да го применуваат. Самиот договор е кривично дело. Значи, кој се договарат двајца, тројца, дека сакаат да сторат кривично дело. Ако бидат снимени, фатени или во разговорот имаат прикриен агент, па ќе каже, одговарат исто како да го сториле. Иако не го направиле. Планот веќе е доволен. Да, само самиот договор. Па тоа е она што викаме организиран криминал да се спречи на време. Иначе од кој ќе го сторат, тоа е све веќе е доцна, да. Да деле. Така да тој елемент го имаат во кривичниот закон, така наречен Ригов закон, дека со примена на тие оперативно-технички мерки, доколку го имаат тој податок, судот ги осудува исто како да го сториле кривичното дело. Кај нас е, од кој ќе се стори, па после се докажува дали е организиран или не, и викаме, ако е над 5-6 години е организиран криминал, ако е под 5-6 години со кривичниот закон определен, не е организиран криминал. Значи, затоа викам, дефинирање на организиран криминал кај нас е двосмислено. Не може да биде сега ова, да биде обичен криминал, Камзо го направил сам. Прво нема шанса, ама тој немал шанса пред да не го направи ако не се договорил претходно. Се разбира, па не, тоа е логично, да. А самиот договор е кривично дело. Да не зборам исторување. И сега ние зборуваме за 8-10 милиони за она што го знаеме. А колку камиони се влезени, колку да речам и со авиони се донесени роба во Македонија, никој не знае. И сега затоа викам јас, ова е мала сума што ја спомнуваме, ако дојде ќе дојде преку 500 милиони евра, дури да не кажувам и колку може да биде, доколку сите пипци бидат фатени и опфатени со... Па да се надеваме дека истрагата ќе оди до крај. Тоа беше зборот, можеби поентата на целиот овој дел од разговорот токму тоа, дека истрагата мора да оди до крај. Овој пат не сме да има компромиси, затоа што ние и во минатото сме имале често пати случаи каде што повеќе од јасно е дека нешто големо стоело во позадина, меѓутоа од оваа или онаа причина сето тоа се забошотувало и приказната продолжува како што им одговара на тие што се мотници. Бидејќи влегуваме во тој дел. Вие во кариерата сте имале многу случаи на кои што лично сте учествувале, а некои кои што ги знаете, добро сте известени за нив, случаи каде што се во прашање на вистина тешки пари и тешки криминали. Може да не издвоите некој од нив? Можам сега, тоа е додуше помината е доста време, 20-30 години, можам да кажам. 94-та година, 93-та, 4-та, така, точно годините, може ќе погрешам за 7-10 месеци, се прочу дека од Македонија транспорт на злато кој требаше да дојде го нема. Негде околу 450-500 килограми злато.
Тоа е злато кое се искупуваше во бучин козек, па се носеше на електролиза во Борски родник, бидејќи ние немаме такви погони. И тоа останато уште во бивша Југославија, каде што на едно место се носеше тоа, на друго место беа ископите, и дека тоа злато фали. 450 до 500 кг. Да. Па тоа се многу пари. Па се, зависи за кого. Сега поготово кога добро, ајде, и тогаш било златото се разбира скапо, меѓутоа сега руши рекорди, па ми е страв да пресметувам во денешни пари. 3,9 е 24 каратно злато секој пат било цена, тука и волфрам, бакар, сребро, Што зависи од елементи кои што имаат своја вредност. Своја сума и своја цена. И тоа се затачка, нешто се заќути, па бидна атентатот на Кирил Григоров и сосема други правци се земаа во тој период, баш од нашиот од полиција. 2001 до 2002 бе во Кумановскиот регион началник на управата, време на овој конфликтот. 2002 децембар дојдов и со еден разговор побара еден човек што господин прв пат го видов во живот и ке имам нешто да ви кажам. И го спомна златото. Дека 450-500 кила злато требало да го подигнат од една европска држава каде било оставено на чување. Ама пошто не им го дале бидејќи требало да се плати за тоа чување, се вратиле назад и да не спомнам сега други имиња, главно тоа злато негде функционира низ Европа, иако е точно, јас ова го пишав нели нормално до министерот и до надлежните да се поведе истрага, никој ништо не одговори. А за да водиш сам истрага нема шанса, бидејќи ти требаат луѓе, техника и други работи кои треба да ти помогнат, така да остана тоа. Тоа е една од поголемите работи. Втора работа е, пака што ми останало во сеќавање, ископувањето и кражбата на археолошките локалитети, ама од страна на властите. Исклучиво на властите. По некој основ, премиерот 95 година разбрал дека при повлекувањето на германските војски од Африка е закопано негде околу 5 тони злато и драги камења во просторот меѓу Радовиш и Штип, така се вика Суво грло. Во Втората светска војна, чисто да се разбере. Да, Втората светска војна. И дека огромно богатство е тоа, Македонија ќе дигне во висините на финансиски прилив на средства. Министерот за одбрана активира механизација од армијата и вршат искуп. Селаните се побуниле бидејќи тоа е некој нивни простор каде што им пасиште го користат за добитокот, почнале да негодуваат и да барат да се напушти просторот. Нормално министерот бара асистенција од министерот за внатрешни работи и министерот за внатрешни работи подига на републичка оперативна акција највисок степен на организираност на МВР за да го заштити искупот. Вау. Доваѓа човек од МВР да го води тој дел на виши инспектор, мислам беше. После 2 дена се врати и вика срамота. Селаните се бунат, овие копаат, а никој не знаеме што се бара. И се заврши сето тоа. Ние нормално побараме да им се оземе имунитетот на двајата министри и да се спроведат тогаш имаше истражен судија да дадат искази. Ама тоа не се остави. Никој не знае дали е нешто најдено, не е најдено. И ако е најдено, колку е најдено. Исто беше и археолошки локалитет во Мариово, каде со хеликоптер ги носеа да ископуваат. Тоа беше 2006 година. Хеликоптер да ангажира, се знае кој може да го ангажира и да ги носи луѓето на ископување. Се предпоставува, има некои документи, дека пред Младотурската револуција Битолскиот валија побарал да се закопа 300.000 алтани златници во Мариовскиот крај. Ова што ги закопал, дали ги закопал, дали не, дали ги нашле, не ги нашле. Главно тие пари се барат и сега ги бараше државата, односно државата, поединци од државата. И сега, ова ми е мене многу интересно. Бидејќи, да,
во јавноста од време на време се појавуваат такви информации дека негде нешто се бара, секогаш има и некои приватни ентузијасти што нешто копаат, се надеваат дека ќе се збогатат за брзина, што се вели на брзинка. Меѓутоа кога тоа се прави на државно ниво, тоа е сосема нешто друго. И сега прашањето ми е, ако државата, иако секогаш се прашање поединци, објективно, Поединци од државата. се нафаќа на таков чекор, ги користи ресурсите на државно ниво, за да пронајде нешто, ако тоа било за добробит на државата, тогаш зашто една независна истрага би била спречена? Бидејќи вие споменавте, кога сте влегне малку подлабоко во приказната, ви рекле нема потреба. Тоа е индиција дека всушност некој баш и не се замарал тоа да го најде во име на државата, за државата и незината добробит, туку да го стави во джеп сега ако сме Апсолутно, реални. личен интерес да стават во джеп. Па имаше Што е чисто безобразие сега, вака се извинувам за изразот, ама вие да користите така ресурси, прво постојат закони, вие и да најдете нешто, нели мора да го дадете на апсолутно има закони за полиција, па со музеи да се занимавате, па не знам што, па ќе добиете, ако добиете нешто, не знам колку ќе добиете. Видите, има закони пропишани, тоа и се знае. С било кое ископување. Ако е археолошки локалитет, мора да има од Министерство за култура, односно од музеот или најблискиот институт кој е одговорен за тие работи, да ги надгледува работите. Се можеш и приватно да копаш. Никој не ти не брани, ќе си платиш дневница на стручните лица да надгледуваат. Она што ќе го најдеш е договор со државата, што тебе, што на државата. Така, добро. Ама ова е исклучиво сами за себе копаат. Без разлика што и користат ресурсите од институциите државни. Ди ова дури и да не нашле, не знаеме дали не знаеме дали нашле, дали не. но дури да не нашле, ова е повторно Ама добро организиран се криминал. троши бензин, се троши луѓе, се троши храна, теренски, како. Тоа се сепак средства, ако не нашле. Ама не верувам дека ќе дадат нешто на боса нога да газат негде кај што не треба. Логично, логично. Да имаат, ние имаме сознание Бидејќи постојат легенди, вамо закопале турците, тамо закопале германците, тамо оставиле не знам витезите, не знам што, меѓутоа овдека мора да имало нешто поопипливо. Видите сега, тоа сите знаеме да решиме за Исак Беговиот мост е точно дека се побарано да се закопаат. Бидејќи се плашеле младотурската револуција ќе дојде до пат на царштината и така натака, мора да се заштитат некако. А дека носеле германците од Африка и од Азија злато во Германија, носеле, и тоа е факт. И сега, дали ги закопале тука или тука, имаат овие као трагачи на злато или трагачи на богатство, како секат, нека имаат и некои мапи, некои разни документи, па јавуваат. Само мене ме интересира како може државниот врв да го прифати тоа без да се консултира со некои стручни институции во државата. Али да се почне да се копа. Па тоа само по себе зборува многу. Тоа беше зборот. После имаше, не знам дали памтите, имаше и овие продажбава на тутунските комбинати, монополите. Тоа беше страшен криминал. Скопски пазар, страшен криминал. Продажбата на топлификација, на АД Бутел. Тоа е чудо нешто. Од државни фирми стана приватни, без некој да разбере колку се платило и што се платило. И тука има еден момент, се продава одредена фирма, монопол или што и да е, во бесцење, како што велат, за ситни пари, а производот што е внатре, кој што може да чини и по 5 и по 10 пати повеќе, автоматски му припаѓа на купувачот, што е никаква логика нема. Еве, тоа беше 2004 година со еден монопол, не го кажам о кој град е, иако повеќе градови ги продада, 250.000 евра е купен монопол, тутунскиот комбинат, а залихите внатре, со тутун се 1.250.000. Значи некој заработил пута 4, така му доаѓа? Пута 5. Пута 5? Само на тоа? Оти ги објектот е него. Објектот најмал се користи, кошта толку. Најмалку е тоа. Да, тоа. Значи, тоа е криминал во такви размери. Ние прво е срамота, ние сме мала држава, малце народ, толку голем криминал. Разбирам да е во Америка, ајде, ама ние сме мала држава. Знаете како велат црвите војни изрека, мало нас и ал смо
Добро, го кажам за зборот. во друг смисол се. Да. И така што криминал можеби ние се уште не бевме и се уште не сме како општество доволно и како граѓани способни да разбереме таа одговорност што треба да имаат луѓето од оној најдоле во хиерархијата, ако такво нешто постои, до врвот на пирамидата, дека едноставно не смееш да крадеш, едноставно не смееш да злоупотребуваш, едноставно не смееш да корумпираш. Сега, новата влада тврди дека на тоа ќе му се стави крај, иако прашање е дали криминалот сам по себе не може да се запре. Секогаш ќе има криминал, секогаш ќе има обиди за организиран криминал, но примерите што ги давате се во тотал што се вели. Големи пари се тука се фрлат на поединци. Ти за 24 сати некој го правиш милиардер. Токму така. И сега, како може он да се однесува? Се мисли дека е негово од државата. Се може да направи. Ево, овој комбинат беше продаден на дете од 20... Сега дете. Господин од 26 години. Тој самиот не знаеше што платил, што купил. Како не знаеш? Па не знае. Му рекле, купи го, дај пари, ги дал парите, му дале она што тебе другото даде и за него е завршена работа. Добро, имавме ние и други случаи тука за 23-4 годишни луѓе кои што купуваа трговски центри и така натаму. Добро, ама го знаеме, овој никој не се чу, не се виде. И обично се сите тие периоди кога една партија на власт, сега е во опозиција да не ја спомнувам. Добро, јас ќе ја кажам, sada само се поразбира. Значи, стално се случувале овие работи. Добро, сега ќе излезе дека се абстрахира од приказната ВМРО ДПМН, знаеме за случаи во нивно време. Меѓутоа, ама не е вакво безобразен криминал. Толку безобразен нема. Може ли да не откриете уште една работа, ако знаете се разбира, бидејќи таа беше, речиси, стана некаков урбан мит, урбана легенда за исчезнувањето на оној кокаин од депоата на МВР. Тоа е еден од тешките криминали. Тоа е негде случајно од 97 до 99. 32 кила кокаин. Да исчезне од депото на МВР. Значи не може некој полицаец да чува да дојде да го земе. Значи па некој можел да го употреби. Мора да биде врвот на Министерството да го земе. И тоа е 32 кила. Се сеќавам тогаш бркавме еден познат дилер во Македонија. Да не го кажам името, беше познат и надвор од Македонија, дојде од Франција и така натака, и беше европски дилер за дрога. Предпоставувам дека нема му е даден да ги продаде, парите се дадени на сигурно таа партија што беше тогаш на власт или на тие луѓе поединци. Тогаш кошташе негде околу 10-15 милиони долари. Сега колку би коштало, не знам. Па 32 кила кокаин. Сега цените не ги знам. Не следам ни јас искрено, меѓутоа таа количина кажува дека некој фино наплат. Тоа е една од големите криминални работи што се случило во самото МВР. Да не зборам сега ова со пасошите што ги издава на криминалците. Или пасошни карти што се разбира, 215 колку беа. Така, 200 и кусор. И тука настрада лица кои што објективно веројатно учествувале во приказната, меѓутоа на најниско ниво. Тие не се шелтерски работници, не смеат знам да што. подпишат, не смеат ништо направат без старешина. Како може некој да од депето 32 кила кокаин, прво е многу голема количина кокаина, тоа е многу лесен, а за 32 кила ви треба тројца, четворица мажи да го изнесат. Па пуси, тоа е во среден на Министерството на внатрешни работи. Тоа сакав да кажам, среден МВР да ви исчезне, тоа не се случува така, да исчезнело во некоја куќа ќе сватиме, ама Да, тоа е чудни работи се случува, затоа викам чуден за една мала држава таков облик на криминал. Тоа е многу чуден. Ја во држави големи, да речеме Русија, Америка, Кина, тие се големи држави, од толку милиони и милиарди ќе се роди некој што ќе направи нешто. Кај нас е срамота. До пред 30 години кај нас беше срамота да украдеш 5 јајца, а сега дори ако си украл 5 јајца ќе решат си требало 50 да види го будала, да. 50 си требало да земеш. Как имате вие сте работеле со оглед на возраста и сте го фатили времето на поранешна Југославија? Да. Јас сум од 79-та дојден до 2013-14 година. Од 79-та година, многу важна 79-та година, почитувани, тогаш е роден вашиот водител.
разликата во однесувањето на државата и на институциите во она време и сега, после осамостојањето, се разбира е голема. Меѓутоа и исто така постои една приказна дека и може вие споменавте криминалот во поранешна Југославија, што значи и во Македонија, беше не дека редок, имало криминал колку сакаш, меѓутоа сепак нешто што не се правеше туку така и апсолутно општеството не беше насочено практично во правец да се автокриминализира, ако така смеам да кажам. Секој човек што велите ако што украле 5 деца, ќе веќе зашто не што украле 50. Како дојде тој прелом? Може би од политички аспект да ми го кажете, како дојде тој прелом до таа мера да влеземе во таа приказна, да станеме сите сомнителни? Па како дојде сега, пошто цело време сум бил и вклучен во сите тие активности, негде после осамостојањето на Македонија и пред така 90-та, 91-та, 92-та, кај нас почнаа некои облици на криминал што не ни беа познати. Некои нови облици. Во кражба, во убиства, во рекетирање, во разбойништва и така натака. Ние не бевме навикнати на таков тип на криминал. Не беше чуден. Ние поише идеме да оплячка на самопослуга, трафик и така натака, или 20 се затепале, па... Па тоа сега е ништо, тоа не се ни смета сега за криминал. Речи си, дај да не облажувам, нема така. Почна некои облици таков на криминал, дали ни беше чудно. Викам, ние не сме спремни за ваков облик на криминал, па после се појави како организиран криминал. И знам, 92 година ние се осамостоиме класично од поранешните југословенски простори, почнаме да формираме сами држава. Нормално требаше се променат одредени законски норми, па и кривичниот закон и така. Да, се промени системот, се разбира. Да. И ние полека ние да сваќаме дека навлегуваме во некој дел каде што сме гледали кривични дела на филмови само. И то западни филмови, такви рекетирања, такви разбойништва, кражби и организиран систем на криминал. Едино поголем криминал што го памтам во бивша Југославија беше во Кавадарци, кога од оваа куќа ископале тунел под улицата, дошле до поштата и оплячка поштата. Тоа беше во Југославија тогаш. Чудо невидено. Чудо невидено. За европски размери беше чудо невидено. Најголема кражба тоа беше во Македонија и неколку кражби по поштите низ Дебарце и Охридско. Крадеа пари што ги носеа на пензиите, поштарите. Затоа што беа толку слободни, ги оставаа во обични каси парите. Тоа е она време кога се оставале вратите отворени, така не се заклучувало. Најчуден криминал беше 93-та година со убиството на Модинови во Струмица. Може да ме потсетите на тоа, сега не сум баш. Видите, 93-та година цело семејство беше ликвидирано. Од куќата ништо не беше земено. Нити пореметено нешто. Како што влегле, ги убиваат, се заминуваат. Нивниот син бил во диско, во Струмица, го извлекле од диското, како? На добар начин, значи не една сила, во возило го убиваат и го стават. Ништо не е украдено, ништо не е одземено. Тоа значи професионалци. Професионалци. Прв пат нешто чудно кај нас во Македонија, го работеме 30, 40, 50 дена, приведувавме лица, ги сослушувавме на информативен разговор, на друго, трето, не дојдовме до одговор. На крај ни испадна дека посе нешто дека е врска со трговија со оружје. Тоа се препродаваше, се купуваше оружје во Хрватска, во Србија. И некоја грешка ги чинело целото семејство живот. Цело семејство, да. Втор криминал беше поголем атентатот на Киро Глигоров 95 година и кражбата на 1.250.000 марки од менувачица во Стопанска банка на Богородица. Тогаш купуваа визи грците на граница за да можат да поминат низ Македонија. 1.250.000, ама јас учествував во расчистувањето на случај со неколку колеги. Парите ги најдовме, ги вративме, сторителот нормално негде околу 5-6.000 марки фалеа, затоа што тој што учествуваше во надворешно трице си ги изеде парите. Да му помогнеме да платиме тоа. Па добро се исплати, ми се чини. Морам да ве прашам, господин Несторовски, бидејќи навистина и овие примери што ги кажувате се навистина жестоки, особено делот каде што од државниот врв се праќа порака не пипај понатаму.
Како тоа, јас претпоставам дека тоа мора многу разорно да влијае врз инспекторите, врз полицајците кои што учествуваат во целата приказна. Вие сакате, тоа ви е работа, тоа ви е и страст, претпоставам, бидејќи мислам како и мојата работа и вашата не може без страст да се работи. Влегувате во многу опасни игри, сакале некеле со многу сериозни луѓе, доаѓате до докази, доаѓате до информации кои што водат кон негде и потоа некој едноставно ви вели стоп, овдека веќе не може. Тоа би требало да влијае лошо објективно на секој професионалец, да рече па што правам јас овдека. И конечно некој ќе праша па добро зошто молчевте тогаш за тоа? Никој не молчал, бар зборам за мене. Јас секој пат сум го пишувал тоа што сум го барал. Сум давал и предлог мерки. Некој тие треба да ги одобри. Ако не ти ги одобри, тоа е беше врвот на Мавара. И јас сум бил началник, да кажеме, на сектор. Ако инспекторот ми пише, јас, како да му речам, немој да го работаш ова. Само можам да му дадам насоки да побрзо и поедноставно да го заврши. Ама овде кој е во прашање некој државен интерес, односно личен интерес на некој државник, тоа ќе рече, слушај, немој, ако веќе не си послушен, ќе те преместат на друго работно место. Мислам, така иделе работи. Претпоставам дека и доскоро така идело, мислам. И сега иде. Логично, мислам. Само сега нема више. Јас уште контактирам со колегите од МВР. Не сум чул дека некој е заглавен во некоја истрага, па сака да ја сработа до крај. Нема шанса. Некако се, ако му кажат нешто да работа, ќе сработа. Ако не, никому ништо. Па сега идат по партиски истраги, да речеме, не по официјални истраги за криминал. И тоа мора да се промени апсолутно. Кога сме веќе кај вас, наистина сте интересен случај, сам по себе, морам да кажам. Вие во 1990 година имате направено еден условно кажано скандал, иако од сегашен аспект не е баш некој скандал, кој што можел теоретски да ве чини живот. Сте напишале нешто, Да. а не сте смели да го напишете. Ето, 88 година бев предложен од Македонија, од Министерството за внатрешни работи, во Сојузното Министерство за внатрешни во Белград, за развој на единствен информационен систем. И тамо се имаме состаноци, работевме и така натака. Тоа беше една голема задача на нас дадено. Гледам во последно време словенскиот представник решава Красословски. Од Војводина представникот гледаше некои патки тамо во Дунав. Што правите вие? За нас ни дале голема задача ова да го решаваме, да дојдеме до решение на проблемот. Сега тоа е нешто слично како централен регистар што го имаме. Ние ама рачуните за цела Југославија, ама сите податоци. Од Мавара, од индустрија, финанси, све да бидат на едно место. Со тогашните услови, без компјутери првокласни и така. Имаше онак што ги имаше. Јасно, базично. И нормално од Словенија имаше негде околу 60 на години, ја рачунете сум бил 30 години помлад, вика Драгица ме вика, Драгица, ќе разговараме за време на паузата и мене вика, слушај, државата пропаѓа. Која држава да пропадне? Па Југославија. Па нема шанса, вика, да пропадне Југославија. Не ли ви е жал? Не ме пропаѓа, вика, него вие Македонија, кој ќе се симнеш доле, побаре да се среди малце државата, да фатите некој тек, затоа што да не ве најдат во небрано кој ќе пропадне. И тебе добар министер за надворешни работи, добар министер за финанси, за внатрешни работи и за одбрана. Другото е, нели, Но кога ви кажува тоа словенецот, тоа па покажува колку словенците однапред се подготвувале за значи, целата они веќе приказна. има све знаеа. Се спремно. Све спремно. Дури и војвоđанецот ми вика, па и ние, па ти викам си покрајна на Србија. Викам, ми никој пат не сме биле покрајна на Србија. Ние сме придодадени на Југославија. Случајно сме покрајна на Србија. И тогаш имаше пребирање, Милошевиќ прво смени во Војводина, цело Косово. Кој дојдов овде во Македонија, тоа го напиша. И поднесуваат кривична пријава, уривање на државниот поредок, реставрација на стариот. Тоа беше казна околу смртна казна или 20 години затвор. Според стариот закон. По стариот закон, кривичен закон. Смртна казна или најмалку 20 години? 20 години ако те помилува председателот на државата. Ако те помилува 20 години, да. Тогаш господинот Слободан Чашуле беше на Тањук, мислам, беше одговорен. Тоа е татко, покојниот татко на нашиот колега Коле Чашуле, апсолутно. Да, се захвалувам сега и во име и на колегите мои. Рече, ја ќе го објавам ова на последните вести
затоа што по стариот устав, ако се објави, значи не е илегална организација. Овие како надворешни центри да не управуваат, ние сме илегална организација како илегалци кои сакаме. Ние имаме една, тоа јас што сум го напишал и 72-4 беа подпишани дека тоа е така. И тоа би можело да ве направи илегална или можеби терористичка организација. Терористичка организација. Тоа што сака да го загрози уставниот поредок. И го објавија на вестите во 22:30. Последни вести беа и после тоа ние некако знаете она камен од душата кој ќе ти падне. Не знам што да правам, пак се вратиме ке што се собираме под кафуле негде си правиме. Не знаеме што да правиме. Се дружевме, мислеме дека сите ќе отидеме што не курбан. Сите дојдовме, тогаш немаше мобилни да се повикуваме, сите дојдовме, се испегрнавме. Другиот ден идам на работа, весел, расположен, овие ги гледам, старешине, викам што ви, ќе видиш ти. Ние чекаме ти да добиеш. За затвор требаше да ме судат. Не ми беше пријатно, стварно и семејството, децата ми беа полни, не знам, а сопругата имаше осеќај дека некој нешто ме следи, некој ни тропка, некој... Не е пријатно, мислам. Добро, и јас и мојот колега Горан Момировски имавме одреден случај. Да, каде што моравме се имаме јавно обвинителство поради некакви сомнежи за сторено нешто. Нешто што денеска не го разбирам, меѓутоа запретената казна исто така беше некои 20 на години и повеќе, што мене ми беше повеќе од неверојатно. Меѓутоа човек може се и се што да научи во животот. Не сте заглавиле во затвор, се ќе кажам вака, за тој случај, меѓутоа сепак сте лежеле во затвор. Малце, ама службено. Тоа сакам да. Како тоа? Ајде ми откриваме гледачите, како тоа вие инспектор полициски се најдовте во затвор? Која е позадината? Службено моравме да идеме во затвора, да видиме со луѓето како живеат, што прават, да чуеме нешто, да разбереме. Тоа значи било пракса во поранешна Југославија? Да. Да ве стават во затвор, така? Да, и да седиш во затвор. Формално правно некоја кривично дело кое што не постои. У затвор се случајно, ти само ќе се снаѓаш, ќе кажеш зашто си у затвор. Да. Ама имаме и вработен во затворот и денеска мислам, не знам дали има, се имаше вработено лице кое контактира и со затворениците, некоја спона меѓу МВР и затворениците, професионално вработени, и тие го знаат. А има затвореници што сакаат да кажат нешто, па немаат како, преку него ќе се најават и ќе дојдат. А ние не смееме да знаат дека сме ние од МВР. Колку време бевте таму? 100 дена. Значи 100 дена бевте затвореник. Добро, ако така да кажем. Се разбира, меѓутоа ги живеевте тие услови. Да. Сега неодамна нели колегата Богдан Илиевски Бетмен имаше една сторија од шутка до душа, тоа е во истражен затвор, така, не е од шутка истражен затвор. Да, од истражен затвор, не е од овој за лежење. Вие таму во Идризова бевте? Во отворен, така се вика приемното оделење. Таму седат по 3-40 дена, 50, па после ги префрлуваат во... Добро, но условите и од она што го видовме и од она што го знаеме генерално се катастрофа во нашите затвори, особено за човек кој што таму објективно не припаѓа. Има многу убав леп. Го пече у фурна под земја, беше многу убав лепот. После тоа идев да купувам од Идризов само леп. За дома. Многу убав леп. Не знам уште дали го прават така во фурна под земја. А мислите дека постои уште праксата за испраќање така на... Не, тоа беше ние после на нешто што се заврши со нас. Уште во минатиот систем? 80-тите години, 81 се заврши тоа. И уште една информација поврзана, ајде да кажеме, со затворите, која што исто ми ја спомнавте при еден наш разговор. Често се случувало, можеби и сега се случува, навистина чудно, од друга страна па можеби и сватливо, луѓе да лежат во затвор наместо нивни роднини, пријатели. Не, јас случајно сум го открил пред 20 и кусор години, ама има. Например, едниот е вработен во државна фирма, сторил кривично дело, каде што е осуден година и пол, 2, 3 години, а брат му не работа ништо и ќе го прати брат му да служи место него затвор. Така да тоа го имал, мислам, јас сум ги фатил тие луѓе, па пошто не знаеш што да му прават, го ослободија. Бидејќи он не треба ни да служи во затвор. А брат му, дали пола казна имаше служено, а брат му сега да го судат наново да го викат, па не иде судов да се резили, нели, нити па затворов, така да во затворот треба да се изврши идентификација на секој што влегува.
Ние сме правили и таа работа како форензичари, ќе им земе на сите што во приемно одделение, им се зема отпечаток од прст и се споредува со отпечатокот од прст на лична карта. Дали е тој или не е тој. Последните години не го правеа тоа. Добро, но ние сега видовме, гледаме во нашите затвори мобилни телефони што не смее да ги има, продажба од страна на службени лица на мобилни телефони, на разноразни привилегии, други, да не ги набриваме сега. Кој дрога има во затворот, него било како? Дрога, апсолутно, по затворите. И она што е фрапантно, оние информации дека практично во затворите веќе полициските службеници, чуварите, па дури и нивните предпоставени не се вистинските шефови, туку шефови се самите затвореници. Босовите од тие еден Па не знам, им ги палат автомобилите, им се заканува, тоа веќе е јавна тајна, не е нешто. Меѓутоа тоа покажува една таква дерогираност на системот што е неверојатно. Имало и порано такви работи во затворот, имаше негде 85-та година и киднапирање на 23 од затворот, на директорот за безбедност, за обезбедување и уште еден затвореници ја киднапира и избега, па мора да бидат убиени на патот под Тетово према Скопје и така натака. Тоа е негде 85-6 година, ти си бил малечок тогаш. Да, добро. Имаше и други бегства, но немаше вакви, тогаш немаше мобилни, нема, и да имало мобилни, тогаш би имале мобилни, ама имаше па продажба на алкохол. Носеа чуварите по едно шише ракија, ќе му го дадат на нивниот таман човек, тој ќе му даде, да речеме, во сегашни услови 2000 динари, а тамо ја продава ракијата по стотка, ќе извади 5000 динари. Имаше и многу смешни бегства од затворот. Едно од смешните бегства беше јаве во Германија на работа, се врати и викаат избегал тој и тој од затвор. Јас не сум чувар на затворот, нити сум организатор на чуварите. Јас сум началник на службата, да си го најдеш. Јас бев началник на потраги. Како се случува? Тој беше еден од најголемите обијачи, тешкаши во Југославија. 88-89 делуваше на Скопје, ама ти влезеше во стан и паркетот можеше да го извади. Добро. Да, а иначе човекот да го видиш дотеран во дело со шешир, нема шанса да помислиш. Господи, речи, да. Нема шанса да помислиш дека е тој криминалец. И негде 90-тите години го уапсија случајно. Добро. Во затворот 95-6 година избегал. Ово беше осуден 16 години срок затвор и после едно третина или како доваѓа по тие прописи, има право да се види со семејството. И тој го носат дома да се види со сопругата и им исчезнува. Полицајец и граѓанско лице. Граѓанско лице вози колата, полицајецот со него, кај ти, вика, ни рече, у Градско имал пари, ќе ви дадам да го однесам у Градско, од Скопје во Градско да го возите, прво е тој голем пат. Абе, ни овеќе по многу пари. Колку ви дадем, не зафркна, не ни даде многу. Тој може да им дал и на некој во затворот, може да и не му дал, него го избрка од работа. Го фатија пред 4-5 години во Грција. Истиот човек. Истиот. Тој, па после 20 години го фатија. Али сега да ти кажам, и на таков еден бизарен начин им обеќал пари, може да им дал. Сега немаш ти после, јас доаѓам после месец дена од Германија, парите ги соклил, може да ги потрошил и така натака. Ги направил најводи со еден збор, меѓутоа сега имате вие ситуации каде што, не знам, затвореник излегува на викенд, како се вели, не им се враќа. Го ставаат. И порано имало, видите сега. Ако памтите ова пејачкава Костадинка, како се би, на народни песни, пејачката. Добро? Да, згази затвореник. Со приватно возило. Бил пуштен со колата, возел низ Скопје, згази. Ама се пречуте затоа што да не се дига ново време. Може ли, дојдеме се само до крајот на емисијата, нешто позитивно, да кажеме, бидејќи сите овие случаи што ги набројаме од почетокот, од случајот Крнзов па нааму се всушност, нели, докази и покази за кризата во државата, за неуспехот на државата, меѓутоа има нешто што сепак е позитивно.
Форензиката, вие сте работеле повеќе години форензика? Не, кратко, али сладко, како би рекле, околу 4 години почетокот и 2 години крајот. Па добро, не е малку 6 тоа. години, 6 години, затоа реков, од прилично период е. Форензиката во Македонија, претпоставувам дека таа нема врска со она што го гледаме по американските филмови, се разбира, меѓутоа е можеби најдобрата на територијата на бивша Југославија. Па видите сега, беше најдобро. Сега не знам последнија година, ама мислам према луѓето што знам што работат, треба да се едни од подобрите. Во бивша Југославија Чисто ако некој не знае, форензика е она Крим откривање техника, што на викаме. крим техника, да, докази, Вештаци и така вештаци натаму. на лице место, собирање на материјал. Да. Прв началник е Заре Лазаревски, тој е познат по Мариовскиот дел, Мавровскиот дел каде што е Анастазата, тој од Гостивар е. Тој е прв началник на форензиката, 46-та е донесен во Скопје од Гостивар. Втор началник е Антон Роб. Тој ја дига малце повисок степен форензиката. Антон Роб, тоа не е Антон македонско Роб, име. тој е словенец по потекло, ама во Скопје раснат. И тој ми беше прв началник мене, покоен сега. Негде 74-5 година издействувал средства од Соединеното Министерство за внатрешни работи да испрати неколку луѓе на обука во јаки европски центри. Во Скотланд Јард, во Визваден, во Швајцарија, Лозана и во Полска. Тие кои се враќаат во Македонија стануваат едни од најдобрите вештаци во Југославија. Остануваат по година и пол, 10 тамо. И така е донесено на правило, све што ќе се прими како вешто лице во Југославија, Хрватска, Словенија, да дојде на обука во Македонија. Наистина. Да. Така да кај нас остана традиција да бидеме јаки. Сега во последно време мислам дека имаме многу добар јак тим во форензиката и таа се борат се за некои лаборатории добија акредитација. Сега не знам дали сите лаборатории ќе имаат акредитација, значи да она што ќе го извештачи важи за цела Европа. Значи да не мараш ти супвештачење надвор од Македонија. Ве разбирам. Тоа е условно кажано привилегија на најдобрите, така? Па и мислам дека една од најдобрите служби, затоа што тамо нема малтретирање, тепање, правење одредени силувања према човек да ти признае не. Науката докажува присуство или не присуство на лице место. И тоа е многу интересно. Сите методи и техники користиш од науката. Реков на почетокот на ова прашање дека претпоставувам дека нема многу врска реалноста во форензиката со она што го гледаме во оние ЦСИ Мајами, ЦСИ Њујорк и така натаму. Меѓутоа колку е тоа навистина? Не, има доста интересно. Сличности има сега. Тие малце мора да Бидејќи тие нели откриваат невозможни работи од една Добро, мрвка прават слон. Па и кај нас, еве, да ви кажам, побар еден, имало регистарска табличка, нели штрафчења, преку штрафчето се види ликот од вамо кој бил. Мислам, тоа се више Претерано, да. претерани работи, но има работи што може форензиката да ги докаже. Тука науката и методите и техниките ги користат и американците и ние. Може да имаат некоја друга техника, појака, по-софистицирана, ама и ние не сме слаби. Тоа сега да кажам, нешто добро е ова и навистина форензиката, да напредува форензиката е најбитно во Министерството за внатрешни работи, затоа што тука нема ни 5 ни 6, него тоа е тоа. 2 и 2 се 4, не може да биде 5 по договор. Круцијални докази, а или по договор да. може и 6 да биде 2 и 2. Значи тоа е тоа. Сега мора малце излагаат некои наши одат во Јапонија, во Германија и пуштајме од време на време, мислам, министерот да сепак треба да дојдат некои нови методологии за работа. Имаме, ако е уште началник на форензиката, една господја Косковска, она беше и државен првак во шахи во времето на Југославија и после. Добро. Заедно и бевме во канцеларија, една така доктор на науки, али доста ги познава работите. Не знам сега со смена на партији дали уште останата или не, али главно ако е тука. Да се надеваме дека продолжуваат по правецот кој што е веќе создаден. Да. Јас пошто пишав за форензиката за 50 години или не, за 70 години 7 началници се само. Не се менуваат на партиски, затоа што струка е тоа, ако знаеш. Апсолутно е струка, да, и зависи од... Сега последните 10-15 години има сменето неколку или некој што ќе оди во пензија.
Иначе тоа би требало да останат истите. Можда треба да се смени малце начинот на бодирање, како да речам, на плата, затоа што од добар вештак, за да земе поголема плата, треба да го направиш началник. И сега ќе направиш лош вештак, а ќе направиш лош началник. Можда не знае да раководи, така да можда би требало да има. Ете еден добар совет и благодарам, драги Несторовски, за гостувањето вечерва. Само уште една информација и полупрашање како сакате. Кога бевте минатиот пат кај нас, пред колку беше тоа, пред Новембар беше тоа, ноември, зборувавме за случајот со Липчо Палевски Палче, со она грозоморно убиство на малечката Вања и на тој господинот Велев. Жежов. Да, Жежов. Судењето сега започнува кај да е. И токму сега Палче објавува писма, му ги објавува еден новинар од затвор директно. 4 писма се поред, се уште не се објавени сите, каде што тој тврди дека нема никакви докази, дека бил на местото на настанот, дека бил во некој возило, дека бил убиец. Се разбира, апсолутно се абстрахира од вина било каква. Тоа што реков дека немаат уште докази, ако се сеќавам. Не се материализирани доказите. Они само обвинителот се сеќам збореше дека исказот е завршен, пошто во полиција некој од нив кажал дека тој убиец и вика тоа е доволно за нас и завршена е постапката. Сега гледам дека Палчо вели дека човек бил претепуван или не знам што за да каже тоа што го кажал. Јас не знам, али можам да ви кажам вака, по мое. Ако бил Жезов див копач, тој мора да е соработник на државна безбедност. Да се разбереме. Дивите копачи официјално се сите спона некоја со, ја ги викам државна безбедност или како сега поново се викаат. Од кога опет отепа Жезов, верувам дека за 10 минути знаел МВР некој кој ги држи овие на линија дека има извршено убиство. И дека можеле нешто да преземат, зашто не презеле, не знам. Дали е Палче убиец, требаше да се лице место, јас ви рекол тоа, лице место не е обработено. Лице место треба да се обработи. Возилото запалено, вамо требало да закопат, тука е задавена девојката, тука е пукано. Не чувме дали е најдена чаура, дали е најдено олово, дали е најден пиштол. Сето тоа беше на вербално нешто кажување од министерот за внатрешни работи и од обвинителот. И затоа реков, ако ја пуштите повторно снимката, ќе видите, јас фино реков, како да се наоѓаат приватни детективи се однесуваат. Да кажат нешто дека сработили толку. Како приватна детективска агенција. Такво нешто обвинител што не го води случајот, не го познава. Да каже дека самиот исказ на еден е завршена работа. Без материјални докази. Затоа се знаат овие ќе се бранат. И да е нормално дека ќе се брани на некој начин. Да. Ќе го следиме случајот секако, претпоставувам дека јавноста ќе има можност и вадри од судница да гледа што се случува. Се работи за многу сензитивно случување кое што ја потресе целата јавност и затоа и воопшто и го спомнувам затоа што се бара правда едноставно. Тоа е толку логично. Се бара правда, овој се бара правда и едниот и другиот. Секој невидно дека не се докаже спротивно, така ли беше. Драги Несторовски, правеше началник во МВР, ви благодарам многу за гостувањето. Мислам дека загатнавме интересни теми, а и потсетувања, би рекол, за она што се случувало, наистина уникатна можност. Ви благодарам и вас на поканата. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот е репризнато издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости утре во 22:30. До тогаш, пријатно.